Протестите во Атина против договорот од Преспа почнаа 2 часа пред планираното, бидејќи на плоштадот Синтагма се собра голема толпа народ, но потврдија очекувањата на организаторите за најмалку 600.000 луѓе, бидејќи засега проценките се само 100.000. Веднаш дојде до судири меѓу маскирани крајнодесничари и полицијата, откако се обидоа да го пробијат кордонот кај споменикот на незнаниот јунак и да упаднат во парламентот. Насилните групи фрлаа со предмети и шишиња, пиротехника и бои, а полицијата одговори со шок-бомби и солзавец. Демонстрантите со грчки знамиња и знамиња на Вергина во рацете порачува Македонија и Грчка, референдум сега и договорот е предавство. Одбината им се обрати организаторите, представници и членови на здруженијата што го поддржуваат протестот. Присутни беа и сегашни и поранешни лидери на опозицијските политички партии, како и членови на Златна Зора. Ова е протест за демократија, за Грција и за правда. Целиот народ, над и надвор од партиите, верува во тоа. Верува од секогаш и сега ќе излезе да го покаже тоа. Протестот го организираа граѓански и верски здруженија, кои со поддршка од локалните власти со автобуси носеа граѓани од цела Грција. Тврда дека е помасовно од протестот во февруари лани, кога полицијата процени 140.000 присутни, а тие велеа дека се 10 пати повеќе. И покрај целата ангажираност, и овој пат според проценките во Грција, бројот на демонстранти се чини дека е помалку од нивните прогнози, односно околу 100.000 луѓе. Сепак во центарот на Атина ври од полиција, која го следи протестот со дронови, а воспоставен е и посебен сообраќаен режим. Катимирини ја пренесува изјавата на премиерот Заев ден по усвојувањето на уставните измени, во која тој вели да живее Македонија, да живее Северна Македонија и дека сакал од устата на премиерот да слушнат и да разберат кое е значењето на изгласаното. Владата на Ципрас пак очекува договорот да биде ратификуван со тесно мнозинство од барем 151 глас, иако е загрижена поради противењето на јавноста, оптимистична е за поддршката во парламентот. Дебатата пред гласањето кон крајот на неделава се очекува да биде жестока, особено бидејќи практично сите опозицијски партии се против. Лидерот на Нова демократија Киријакос Мицотакис вчера го нарече договорот национален пораз.